Здраво на сите, јас сум Дамјан од Скопје Драмтокс. Денеска ќе имате можност да проследите работелницата, која ќе се состои од како да се сними и да се озвучи сет во студио. Ова е оф програма од нашиот втор поред фестивал. Во оваа прилика ќе имате можност да проследите техники на снимање на тапаните, поставување на микрофони и многу интересни техники.
Океј, здраво, Дино од Dramtox овде. Тука сум со Ивица Јанкуловски, нашиот пријател и тонец и поддржувач на проектот Скопје Dramtox, со кој што на кратко ќе продискутираме околу сетапот кој што јас го свирев само што, кој што Баги го свиреше. И околу изборот на микрофони, сетап, се поред, маестро. Здраво на присутни и на тие кои гледаат на снимка, затоа што не е стриминг. Значи, имаме два сета озвучени со прилично close mic, затоа што свираат заедно и практично немаше можност да се озвучи со повеќе микрофони, затоа што нема поента. Сетот на Дино е озвучен со еден kick mic, еден wurst mic, два тома, два на снер, топ и ботом и стерео overhead. Значи, обично во последно време озвучувам со стерео overhead затоа што од сите можни варијанти на снимање со оверхеди, најмногу ми звучи добро XY сетап и затоа е овој стерео оверхед наместен горе. Исто и така е озвучен сетот на Баге, кој што е практично со 2 KM 184, тоа се две кардиоиди, ама во случајов се наместени на XY стапче, односно на тоа е некој сетап кој што може да биде и ORTF, ама во случајов е наместен за XY. Значи, би почнало од тоа затоа што многу луѓе озвучуваат spaced pair, значи тоа се оддалечени два кардиоиди, микрофони и не го преферирам лично, затоа што низ времето, како што сум озвучувал, сум сватил дека има многу повеќе фазни проблеми и секој елемент кој е озвучен со close mic, како што е floor tom, rec tom или snare, за различно време стига сигналот од close mic-от, односно во close mic-от стига прв сигналот, а потоа стига за известно време во overhead-от. И кога е озвучено со space pair, има многу повеќе фазни проблеми затоа што стига во различно време. Или со други зборови, пример. Доколку би имале два микрофони лево и десно, еден над рајдот и флортомот и уште еден на другата страна кај хај-хетот, сигналот, звукот од флортомот прво ќе стигне во десниот оверхед, па после ќе стигне во левиот. И тоа создава некој чуден звук кој што е практично корус, затоа што стига во различно време. Во случајов кога се два стерео Нерски термин флем би било тоа. Па може да се нарече флем, затоа што тој флем тоа е микровредност. Флем веројатно има колку има флем. Тоа е некаква вредност која е мерлива во као ритмика, мислам, у смисол се слуша. Ова не се слуша, ова се чувствува. Значи проблемот е дека прво стига тука, па после стига таму. И на одредени фреквенции се случува да има наместо да се зајакне сигналот, затоа што тоа е практично истиот удар, истиот звук, се случува да се поништат одредени фреквенции и звучи чудно. И затоа преферирам да биде стерео XY overhead. И од сите можни сетапи до сега кои сум ги имал, најмногу ми се допаѓа тој и тоа е моја лична преференца, не значи дека не може да звучи поинаку. Може да звучи добро, значи луѓе кои снимаат со space pair користат два оверхеди и многу често ги кратат ниските фреквенции, затоа што ги користат само како симбал чинели. Што мене не ми се свига искрено, затоа што тоа се нарекува overhead, не се нарекува симбал чинела. Доколку би било симбал чинела, да седно дали е креш или райт или hi-hat, тоа ќе биде спот микрофон и ќе биде над самата чинела. Доколку се мести да биде overhead, би требало да биде overhead и да ги има сите елементи, а во тој да се додаде звукот од некој елемент и да се додаде тоа што недостасува во нив. Значи, практично се мести прво звукот во оверхедите, па после тоа што фали се додава у цела слика. Тоа е начинот на кој што јас работам, не знам, може би има, легитимно е дека луѓе работат со space pair и кратат до 1 килохерц, иако рајдот свири на 300 херци, и работат со тој сигнал. И тоа е окей. Меѓутоа ја преферирам да работам вака, затоа што тука стига, речиси од сите елементи, за исто време касни сигналот. Затоа што прилика тоа од некои 2 милисекунди.
И тоа во постпродукција се средува така што се става каснење на секој од тие спот микрофони, оноку колку што е оддалечен од оверхедот и се добива значи тајм, компензација и фазна компензација се случува ако се користи некој микрофон испод, како што е на снер, или се користи некој сном, или се користи, не знам. Во случајов вурстот е во фаза со кикот, ама вурстот не е во фаза со спот микрофонот на кик од оваа страна. Значи, ако овој се закасни за некои, да речеме, 2 милисекунди, овој е малку подалеку и треба да се закасни за 1 милисекунда, ама е во обратна фаза од предниот микрофон. И во суштина тоа е тоа што се прави постпродукција. Може да идеме после таа соба и да снимиме како тоа се прави во Cubase или некој друг софтвер. Значи, во суштина тоа е принципот на озвучување и скоро исто се озвучени двата сета. Тој има друг избор на микрофони, не знам зошто ставив bottom hi-hat таму, може би требаше кај Дино да ставам. Може би требаше да ставам и кај двата, се едно, нема врска. Таму има bottom hi-hat. Има два кик микрофони, има плочка една која е внатре. Популарно позната како плочка, уствари тоа е PZM микрофон, тоа е Shure Beta 91, Beta 52 е на исто на кик. 98 се на томови. А од друга страна има AKG D12 VR на кик, SM7 на вурст, 2421 на томови. И тоа е интересно дека на овој сет имам станува M99 на bottom snare, затоа што е хиперкардиоида и многу добро звучи кога се користи хиперкардиоид, за разлика од кардиоид микрофон на bottom snare, затоа што има малку понасочен карактер и има side rejection, значи не го снима битерот, практично не го регистрира толку битерот за разлика од SM57 или некој сличен кардиоид микрофон. Значи, затоа што не знае, кардиоид е тој кој што е као тродимензионално, као срце некое. И лови оноку колку што лови испред него, толку лови и од страна. А хиперкардиоид се малку понасочен и има као не е толку сензитивен на звукот кој доаѓа од страна во случајов од битерот. Значи тоа може да е добро, ама затоа е тука вурст мајкот и затоа таму има хиперкардиоид, а од другата страна има друг кардиоид микрофон кој што го фаќа кикот, ама практично може да се користи само на некои фреквенции, може да се исечат тие ниски фреквенции за да не биде упротив фаза со ова што доаѓа од другава страна. И тоа е во суштина мојата приказна зошто сум ги избрал тие микрофони, тој сетап, не знам, ако имате некои прашања може слободно да. Има ли врска тип на музика и штим висок, низок на Тапанов со избор на микрофони? Апсолутно, да. Има врска, ама ја не би навлагал у тоа, ја оставам на самите артисти да одлучат како ќе го наштимаат и каков избор на бубњеви ќе имаат за тој стил кој го свират. Треба да чуеш тип на музика прво што е за да решиш кој микрофон или па во суштина или има правило? Нема правила, мислам правила. Има некои врз основа на некои искуства можеш да дојдеш до заклучок дека одредени микрофони се добри за одредени сетови и дека мислам тоа зависи од опремата што ја имаш на располагање и како ја користиш и мислам сите знаеме дека кога би имал избор на сите можни микрофони кои се произведени дека ќе користиш различно во секоја ситуација, но ако си ограничен со опрема, значи пробуваш да искористиш максимум од истата опрема за различни ситуации, значи со позиционирање и со постпродукција да постигнеш друг звук. Значи има разлика како се снима, ние сме експериментирале со снимање на еден ист сет тапани на различни позиции во просторија и прави огромна разлика. Значи кај е ставен во просторијата? Да. Да. Значи тоа прави разлика дали е на средина или во ќош. Во ќош има обично повеќе ниски фреквенции затоа што се
собираат, иако е третирана просторијата, во ќош има повеќе ниски фреквенции. Иако е акустично третирана. Така кутија, мотене. Да. Од свирач до свирач. Сигурно. И реагира различно. Штима. Тоа дефинитивно, да. Ставаш ти на high tune кога е наштима тапана, ставаш 421, а кога е по-low tune ставаш ете 98 или нешто. Зашто обично на таков потрадиционален штим тапани ставаш 421? На томови, тоа ми е прашање. Па во случајов не беше тоа поентата, вие се тие се потранспарентни. Бета 98 е по панчи звук и поотворен, а ова е малку потемен и офарбан звук. Да. Значи, у случајов не знаев што ќе се свири таму, прво го намисливме овој сет и тој, ето се што ми остана ствари, јас немам други микрофони за томови, не дека мислам ја може би ставал други, трети или четврти микрофони за томови, би ставал може би Earthworks или не знам. Да. Ама у случајов избрав тие да одат таму, а вие тука затоа што овој беше као некој по-джези кит. Епа тоа И не беше. да, и веројатно требаше да снимаме, може би ќе снимаме покасно некоја матрица која е као некој джез звук. И мислев дека ова е посоодветен микрофон за таков звук. А тој се таму е некој поп-рок избор на тапани и мислам дека тие се дефинитивно посоодветен избор бета 98-ците, затоа што природно така звучат. Со тоа што некогаш ги комбинирам микрофоните у зависност од тоа што сакам да постигнам, например, сега ќе се префрлам на гитара, например. Нема зборам за тапани. Ако има некој тон кој е премногу крештав или остар и сакам да го скоротам, може да изберам микрофон кој е прилично темен и не мора да му го кажам тоа на гитаристот дека треба да го смени звукот, туку со изборот на микрофон го постигнувам тоа што сакам без да му кажам да си го смени тонот. Или ако е премногу дарк, а мене ми треба некој посветл тон, можам да балансирам да ставам кондензаторски или некој друг микрофон. Значи, колку и да мисли човек дека не може практично со избор на микрофони, си го градиш звукот апсолутно. Значи, не е седно дали ќе ставиш 906 на гитара или SM57 или сега. Нема врска се префрлив на гитари, ама во случајов кога би имал затворен кит како овој, значи Virgin Skin, би искористил D12 VR затоа што е поотворен звукот и затоа што има повеќе mid-range и високи, за разлика од Beta PS2. Beta PS2 уопште не ми е омилен микрофон и не знам, не го користам во последно време, освен за некој кик кој е прилично панчи, а нема добро да се покаже на овој кик. Значи на овој кик дефинитивно подобро звучи D12-ката, кој што има повеќе средни, а тој е неприродно темен и има многу басови у суштина. И го избегавам кога имам ваков сетап на бубњеви. Дали го имаш истото мислење за бетото, за лайф, кога имаме баш концерт? Апсолутно. Па е некаков стандард индустрија, ама мене лично не ми се допаѓа, искрено. Значи има многу микрофони, значи јас сум фан на Shure и ми се свијаат многу микрофони, ама у случајов Beta PS2 не е баш мојот избор. Мислам, мојот најдобар избор на микрофони би бил некаков хибрид од сите можни брендови. Никогаш не би бил као или Shure или Audix или Earthworks или Earthworks реално не би ги користил уопште за лайв. Иако се многу добри за студио, разликата помеѓу студиски микрофони и лайв микрофони е тоа што за лайв би требало да го добие микрофонот како звук тоа што е потребно за микс, без многу да се моделира. Да ти помогнат. Да, значи да има некаква боја или некаков звук кој нема да треба јас да го добивам, туку по кратка постапка би го дал без да го моделирам, без да го еквилайзирам. Што е различно од студио, затоа што во студио е во суштина поентата да го снимиш онаков звукот каков е на бубањот. Значи, ние ги викаме тие инженерите, ги викаат едните, значи некои микрофони се прилично флет, значи нема своја боја, туку го лови сигналот онаков каков е, за да можеш да го моделираш после во постпродукција и тоа е добро за студио.
А голем дел од лайв микрофоните кои би ги користел, не постои такво нешто како лайв микрофони, а микрофоните кои би ги користел за лайв се флетеринг, значи се офарбани и даваат некој звук кој знаеш дека ќе ти заврши добра работа у микс без да работиш многу. Затоа што многу често на лайв настани нема време да се намести звук и треба многу брзо да се спакува нешто. Затоа и 57-мицата мислам дека е толку позната зашто дава одреден саунд, посебно со добош и тоа е тоа како. Па да. Воене има компактен и го дава тоа што треба да го даде. И плюс е издржлив микрофон и затоа е толку како стандард, нели постојан. Моје мислење. Да, се согласувам. Мислам, знаеш што можеш да добиеш од 57-мица. Значи многу често да ако е некој друг микрофон, можеш да бидеш изненаден од звукот затоа што ова е нешто што освен ако не е оштетен, знаеш што ќе добиеш од снерот и што најчесто се крати. Најчесто се кратат некои средни фреквенции, се додаваат некои високи, се додаваат некои ниски, околу средно ниски, околу 200 Hz и тоа е начинот на кој што се работи со SM57. За 57-мицата беше уствари што оние имаат издадено за да се, мислам, го направиле микрофонот за да биде за во студио, уствари испаднал да биде најдобар микрофон као за лайв, као скроз противно да си има десено со тој модел, мислам дека... Не го знам тоа. Не го знам тоа, извини. Не знам дали е направен за студио, а се покажал како најдобар лайв. Мислам дека цела серија SM кратенката уствари значи студио микрофон. Значи SM58 по некоја логика би требало да биде направен за студио, што реално од денешен аспект не знам дали е тоа баш. Да, ама порано е многу користен во студио. Да, да. Тоа е причата дека има као прича дека студио без SM58 и 57 не постои као светот. Не се користи често, ама сите имаат по една 58 и по една 57 во студио. Апсолутно, освен јас немам 58-мица. Жал ми. Јас ја мислам 7-мица. Ја продавав 58-мицата, имав... Пишувам на неј за 8, која треба. Јас имав SM 58-мица, имав бета 58-мица, имав и бета 57-мици. Тоа се одлични микрофони, ама многу често сакам да користам микрофон, да научам како функционира и да го заменам за некој друг микрофон, за да проучам некој друг микрофон. За некојаш следен пат кога ќе го најдам тој микрофон да знам со што работам. Затоа што тоа е добар начин. Инаку би требало сите да ги купам или да ги позајмам за да знам како функционира, што е невозможно. Значи, користам некоја опрема, ја трампам за друга опрема и ја проучувам таа, после ја минувам за друга опрема. И тоа ми е реално интересно. Мислам, не знам дали е тоа добро, ама мислам дека тоа е доста интересно, за разлика од да се заглавиш на одредена опрема и преампи и микрофони и со тие да работиш цел живот, што може да е практично, ама мислам дека е досадно. Да, ама работите се менуваат толку често и технологијата нели си расте, се развива и не е природно, мислам дека да се ослониш само на нешто фиксно. Мислам толку долг период колку што ти работиш на 10 години. Па ќе ти досади да работиш на едни исти микрофони. Кој е предизвикот? Да. Па реално сакам да пробувам нови микрофони. Мислам, ја не верувам, знам дека овие голем дел од овие микрофони ги имам набавено, затоа што се некаков стандард сум ги гледал на снимки кај добри продуценти и добри музичари и мислиш дека секогаш работи таа логика дека ако вие ги користат, дека и ти ако ги користиш, дека ќе го имаш тој звук. Што делумно е точно, ама мислам дека нема врска тоа. Како поминува времето, сваќам дека значи ова може да звучи страшно затоа што ја работам звук, ама и тоа е вистината дека може и не е толку важно со каква опрема се работи, туку важно е каков е сорсот. Значи, ако се снима добар музичар и добра музика, тоа ќе звучи добро и на најефтината опрема. И нема да ја спаси ни една скапа опрема лошата музика, у смисол да направи да биде подобра. Значи тоа е мојот став и сакам да си играм и со ефтини микрофони и со... Не е го стрелата од индијанеците. Баш, крос. Да сме добри свирачи и добра опрема. Баш би сакал мака да свртиме малце топката на сетовите. Имаме еден open tuning и имаме еден pop rock сет.
Можете ли нешто да кажете во врска со тој, еве пример за Open Tuning и за Rockset, еве, за Rockset? Океј, концептов ни беше да свириме два бубња. Нема смисла да имаме два бубња во просторија кои што два сета тапани просторија кои што се исто наштимани и да звучат исто. Мене ми беше идејата да избегам од тоа што регуларно свирам и да пробам нешто што никогаш не свирам, што значи висок штим. Джезерски штим, демек. Така да, лично у случајов томовите ги дигнав прилично високо, од ногата извадив све што имав внатре, значи комплетно празна и се потрудив да штимов како и секогаш да цел тапан да звучи како фамилија, да е компактен юнит, да не штрчи ништо. Бркав чисти тонови и однос меѓу сите. Избрав чинели кои што у принцип рачунам дека ќе одговараат, потенки чинели кои што ќе одговараат на тој сетап. Знаејќи дека багајќи има нешто што повеќе рок поп сетап, значи ќе имат малце другачи пристап. И тоа звучеше вака. Баге, да те прашам, некој искуство за спремање во студио, мислам каков мајндсет имаш кога одиш во студио, зашто имаш премногу снимки снимено. Дали бираш кој добаш го бираш, зависи од музиката или кој штим, кој кожи? Така. Не, првично слушам дали е демо, искуцен бубањ, дали ноти ми праќаат, нормално зависи од типот на музика. Ако не сум доволно запознаен со тој тип на музика, преслушувам артисти, бубњари, не знам, музичари кои што нели си го тераат тој фазон. После тоа пробувам да доловам некој звук кој што не е близок до нив, да ми биде мене близко до мене, да мислам, да пробаш да избегаш од тоа што си е многу тешко, али во дадени ситуации некогаш Так. мораме. Секако се спремам, ако ја добиам матрицата, пример, на ноти е кул, ако добиам со куцен бубањ, нели, нормално. Слушам, пробувам да си запишам, ако нешто е многу комплицирано да не можам да запамтам. И доаѓа моментот на тюнинг, доаѓа на моментот кои чинели би ги одбрал. Така. Одиш со повеќе добаш некој избор да имаш или? Се случува да одам, се случува, не секогаш. Ако сум, например, со некој соработник што работам подолго време, отприлика знам каков звук сака. Ако работам онлайн со некој што ме најмува на интернет или немам поима што прв пат соработувам, онда правам неколку обиди, текови, ќе се снимам дома, ако снимам ке мене, ако одам, пример, ке Ивица или одам ке некој друго студио, небитно, пробуваме, нормално. Играње со штим, да чуем музиката, у принцип се дешаваат различни работи, али многу е битно да погодиш, да не може секојаш од прва да погодиш, ама се трудам да имам повеќе опции на лице место тоа да го средам. Сега некогаш успевам, некогаш не, ама Така. тоа живи луѓе сме. Така да тоа е тоа. Има некој прашања кон Дино, кон Бага? Дали штраф? ти колку ти е стресно кога уствари дали си налетал на ситуација што ти била наква фрустрирачка у студио или нешто што ти било на граница да можеш, не можеш, мислам, до тој степен. Дали памтиш такво нешто? Секако, и лайф, и во лајф у студио. студио. Да, ми се случи пред години во студио на мојот матичен бенд да не им ги знам песните, пошто имав еден период кога мислев дека сум многу млад, а не бев толку млад. Тоа е 2000, не знам, веројатно третиот албум на Смат и дојдов во ситуација да се доведам да сум неспремен на снимање. А тоа е полошо, тоа не може да се деси. И 5 песни знаев, 5 песни ги правевме на лице место и тоа беше и стресно и срамно. Ете, тоа е тоа. Мислам. Се излишно да те прашам што научи од тоа, ама да. Така, да, тоа е тоа. Добро, мислам имало и ситуации у типот на некој да спомнуваме, веќе тој еден покоен диригент, свиревме со еден бенд со Архангел поточно во Борис Трајковски и човекот требаше нели нормално да дава знаци и ми рече благо ја ти ќе ги даваш знаците и тоа исто беше така една прилично стресна ситуација. Јас ги знаев песните, бендот беше спремен, оркестарот беше спремен, значи се беше кул, немаше ама моментот дека 50 луѓе се посреди тебе, уште 5010 колку и да собира салата. И при тоа ги знаат сите прелази на тој бенд, сите знаеме за каков бенд станува збор и тоа беше
Мислам, има уште неколку ситуации, ама сега да не такам, тие ми дојдоа на прво. Тоа. Некој нешто да праша сега? Ние можеме сите да се прашуваме меѓу себе или? Да, слободно. Добро. Ти си човек кој што долги години свираше у трио, кој што е многу битно трио, нормално, нели? Сите знаеме за кого станува збор. Каков мајндсет, каков сетап спремаш ти? Трио е, сметам дека е едно од најтешките постави за свирење. Значи, што треба еден човек кој што свири во трио и свири на големи стејџови? Значи, збориме за левел голем стејдж. Припрема, процес на размислување, немам појма, сета по глава. Што би од алатки што си користел? Гласна гитара, гласен бас, како да се бориш со тоа? Сега мислам едно прашање свети убацив, ама чисто едно резиме да направиш на. Ако трнам уназад, последнија години користам инер цело време во ситуација. Никако монитори, никако, затоа што ако е голем стејдж имаш шанси да преживееш, ако е помал стејдж и ако ги слушаш појачалата од стејдж и тоа е прегласно, тоа е пола техника што имаш више ја немаш тука. Така да инер е спас, не знам кој да вас користи свари тоа. И дали свириш подебела палица, пример? Па во принцип 5B свирам цело време, за последнава година почна да експериментирам со Майк Џонстон и не знам 8A и така. Пошто ја вратив на многу тенки палици, јас свирам многу гласно понекад, чисто дали мислам дека ова нема да функционира у таа формација, моје мислење. А за трио свирење, у принцип, не... Како е на америчка фраза, you play for the music, дали е трио или не е трио. Така. У принцип, музика одредува и свирачи, ако си со солиста, он одредува што ти правиш, што ќе правиш, како ќе правиш. Јасно. Голем или мал стејдж, на огромен стејдж не можеш да свириш ситни динамики како што би можел у клубче, кај што публика е вака. Значи, тоа не е ни мајндсет, тоа автоматски ти доаѓа некако, знаеш и сам. Така. Така да прилично ми зависи од музика и да. Сам се навикнал до тој степен да не ни прашувам кај свириме, доаѓаш таму и ако патуваш на пример често и имаш една торба чинели која што ја носиш, гледаш да избереш сет на чинели кој што ќе функционира сегде. Јасно. Тоа е битно, пошто има ситуации кај што би сакал поголеми, подебели чинели, појак рајд и све, ама не знаеш кај идеш, така да ќе изфилтрираш сет кој што функционира и така некако. Thank you. Контра прашање. Пошто ти немаше појма што ќе правиме до пред преска да знаеше што ќе правевме, што ќе избереш од сет? Јас? Да. Пошто овој наследен сет ми го наследив Тоа е тука. Не знам дали би може само различно би го размислувал. Ја не сум лик кој што нешто прави премногу концепти пред да настапи, не знам. И не сакам да свирам исто кај што свирам и затоа нека свирам лошо, некад малце подобро. Ама може да би додал малце би го сменил штимот. Добошот не би го менjал, али па после тоа ми се присвига дека најдов кај да го удрам и да му извадам тоа што го има самиот бубен, пошто ова е еден од најдобрите бубњеви направени. Значи, еднаш сум го пробал ке даме, не знам кога беше, ама сега прв пат да седнам и да се засакаме, знаеш, да се запознаеме. В принцип, нешто не би променил, чисто би малце би ми било полесно кога би знаел што ме очекува, да бидам малце спремен, барем саат време претходно. Фала ти, Дино, те сакам. Имаше 40 минути беше пред. Да, нема везе. У принцип, не само ти, сите се овде спремни пошто слушаа знаеш, не. седмица позади. Тоа ми е еден сат. Стварно е добар е сетот и не би променил нешто, мислам, може да би додал еден сплеш, нешто као да имам удрам меѓу време, ама А ваше искуство од сте имале прилика да свирите и подобри и полоши сетови? Кога стигате во некаква ситуација да снимате некој многу лош сет, како го решавате проблемот?
Со многу duct tape. Значи тоа ми се случи у Београд, свиравме со Black and White. На лайф, се ова не е снимање, ама исто као имате бубањ, имаме многу добар и доаѓа 505-ка сонор со сите кожи скинати на пола од тоа. Мислам, тука има живи сведоци. И доаѓам, ја сега као пробуваме нешто да спасиме, налепивме и на крај има и видео и супер звучи, мислам супер, колку што може да звучи добро, али веројатно, не знам, еве ти кажи, ја duct tape спасува ситуации или да имаш резервна кожа, не знам. Немам појма. Јасно. Имавме ситуација кај што свиревме со триото. Делевме свирка со еден бенд од овде што сите го знаете и овнјарот имаше да несе на 16-че. Бас бубањ 8 или 10 горе, 2-13 од страна. Тоа не е лош бубањ, ама е комплетно неадекватен. Да, супер е тоа да го шутнеш. Имаш да свириш како што знаеш да свириш и да вериш дека тонецот е окей. Дека е мастер джедај. Да. Лоши сето и нема, ако имаш време на тонска ке со клjuč у рака ќе гледаш колку толку да спасиш или да подлепиш нешто негде и тоа е тоа. У принцип би отворил една тема чисто вака, нели тука сите се бавиме со музика и со бубњеви со често знаеме да се бориме, бараме саунд од нешто што не може да го извадиме. Мене неколку пати ми се има десено. Конкретно со Смат да свирам Dark Chinelli, големи крешови 20-ки и добоше некој така помало од тоа и не звучи. Значи и дури имаш и као свириш ли, не свириш, да дојде до момент да ставам брилијант Chinelli кои што мене лично не ми се свиѓаат. И брас добошко ми се свиѓа, ама тој кат што го има брасот го нема ниеден или бел брас уште покат, ама немаме толку пари тоа да го купиме. Така да било кој брас снер, сакам да кажам за луѓето кои што свират некоја хеви музика или се хард хитери. И да не се, у принцип, хард хитер ќе помини нова, меѓутоа зборам за една проекција која што ниеден добош, според, мислам, ова го зборам само од лично искуство, имам 6-7 добри добоши, имам дома некој мини студивце и знам нешто од прилика околу саунд инженерик и сум пробал да уснимам и буквално се потврдува дека си има зошто е, си има намена, знаеш. У джез триоеве и Виктор е тука да скротиш брас е супер кул, ама тоа е треба стварно. Мислам дека Виктор има брас, така? Да. Ама не толку длабок. Тоа е петиполка. Шестиполка е малце така, по. Ама мислам дека таа намена е букотово за рок сетап и таа грешка со тие темни Chinelli мала ми дојде наш пријател сите Перо Санаториум. Мава што пари големи Chinelli, ама напред нема. И слушам снимка, у принцип, човекот беше управо. Така да после тоа си купив вакви некои големи крешови, поголеми, ама брајт. И бендот си доби тоа што треба си доби. Така да, еден апел, мислам, едно чисто као размислување на помладите колеги дека да, свирачот е свирач, нормално, меѓутоа има некогаш и опремата. Дека не е секогаш ја као секој отсвирам, да, ќе отсвириш, ама Па, треба добре, се внимава на тоа. ја би се надоврзал на тоа, затоа што не се знае која е работата уствари на инженерот, дали да го уловиш звукот каков е, затоа што у една ситуација од тебе се бара да го снимиш онака како звучи. И добиваш пофалби дека си го снимил супер, дека тоа е звукот на бендот, од друга страна, кога бендот не звучи така како што сака да звучи и ти го снимаш така како што звучи, практично не завршуваш добра работа. да, Се едно дали го озвучуваш или. И тоа е многу важно да се дискутира. Дали работата на инженерот е да го сними бендот онаков каков звучи или затоа што не можеш ти многу да направиш практично со постпродукција и со миксање, ако сорсот е тотално различен. Јас апропо тоа, јас сметам дека кога било кој бенд да дојде ке тебе да снима, или треба прво да е многу спремен и треба многу да знае како фактички треба да звучи и он тебе да ти даде нешто за ти да можеш тоа да го изработиш, нели, нормално. Си сигурно си има ситуации кои ќе дојдат луѓе кои што овде звучи кеу, тука пам.
и довошок не звучи добро. Да, Пример. Не, има секакви ситуации, мислам. Јас имам повеќе од 15 години искуство и знам Јасно. Знам точно што се замислува, затоа што бендот свири во некој мал простор и се замислува дека тоа звучи големо, затоа што самата гаража или просторија има некаква компресија и тоа звучи полно и масивно. А тоа не е реална слика, мислам, тоа е некаков звук на прегласна просторија. Кога тоа ќе го донесеш овде во студио или уште поголем простор како концертен и го нема тој звук, тоа е како некој реалити чек некако губат од дека ситуации буквално. дека тоа не е тоа што они мислеле дека е, затоа што многу често треба да се снима Баге, кажа вчера многу добра техника за подготовки за снимање или концерт. Он каже дека пред некакво снимање или концерт се снима сам себе како звучи со PS7 насочена во зид некаде од зид у просторија и дека тоа е реална слика како неговиот начин на свирење и перформанс е перцепиран од просечен слушател некаде у просторија и тоа е така како звучи. И дека ако тоа не му се допаѓа како звучи, во смисол дека не е добар балансот на рака со нога, со друг елемент, затоа што многу често се случувало да дојде тапанар во студио и да отсвири брутално гласно hi-hat, а брутално млако снер. И тоа не може да се среди со никаква постпродукција, освен со тригер, што е реално е најнесреќна варијанта и тоа е многу малку сум го правил и го презирам тоа работење со тригери, освен за одредени музики. Мислам, јас преферирам да снимам сет како звучи и тоа ми е супер, као сакам да го снимам перформансот на бубњарот. Него мислам дека не е нелегитимно да се користи тригер, ама ја не сакам тоа да го правам. Мислам, мене ми е затоа што реално ако се користи тригер може да се снима електронски сет тапани. Да. И тоа е подеднакво легитимно како да снимиш акустичен па го продуцираш после со разни софтвери, апликации, што е окей, ама мене не ми е тоа ми е премногу лажење. Мислам, целава продукција е во суштина лажење. Мислам, да работиш како инженер е лажење затоа што не би било лажење ако ставиш еден микрофон на сред сцена и го снимиш бендот каков е, тоа не е лажење. Ама штом снимаш со спот микрофони, па штимаш, па едитираш, па миксаш, ја коригираш динамиката на удар. Copy-paste. Па едитираш лупови, тоа е лажење, ама тоа е некој ајде, окей. Лажеме малку. Не го знаеш тоа, не знам што значи. Види, пораката беше да сите помлади постари тапанари или било кои музичари да се чисто да се снимаат и да се проверат сами за себе, нели, како што тоа што еден микрофон и со мобилен, исто било, знаеш, со мобилен на некаква позиција, не мора да е тука. Стави го негде таму и само треба да си реален и да си или Ивица, да сакаш да научиш. Го прашавме Дино и Бага, ги кажа тие работи, еве, во овие 15 години. Кој ти било едно од најдобрите искуства, кој ти било едно од најлошите искуства? За студио или за лайв? Па може општо, може и за двете да кажеш. Па не знам. Имало многу и од едното и од другото. Мислам, многу работам и нормално е и да грешам и јас, а некојаш и да не грешам јас и да се пренасочи вината кон мене, окей сум. Затоа што јас сум решил ова да го работам и мислам, се едно ми е дали мене публиката ќе ме гледа како виновен за лош звук или мислам реално давам се од себе да звучи добро лајв. Во студио е многу полесно затоа што можеш да се вратиш назад во процесот и да преснимиш, да едитираш, да ако нешто си сгрешил, можеш да се вратиш назад да го замолиш артистот да дојде и да пресвири. Се случувало нешто да се избрише, значи ако работиш 10 албуми годишно, се разбира дека у еден момент значи не знам кај го читав тоа дека еден авион за да се склопи има не знам колку милиони делови. И да работиш со коефициент на точност од 0,0001, тоа значи дека има прилично многу багови во авионот. Што може да те замисли дали
е безбедно да се лета, ама добро, грешки се нормален дел од процесот на работа и за лајф и за студио. Мислам дека поентата е да не се повторуваат грешките и да се учи од тие грешки, да следен пат да бидеш внимателен за да не се повтори истата грешка неколку пати. Затоа што тоа е веќе стварно. Грешка. Мислам, тоа е некој став лош кон музиката. Јас се трудам да не повторам ни една грешка. Иако многу сум грешал затоа што многу сум работел. А најдобро искуство, не знам, еден од најдобрите концерти, па мислам дека е New York Gypsy All Stars во Кино Фросина. Да. Мислам дека таа снимка ја имам, ја поделив со некој, сега веќе ја немам, ја изгубив заради некој вирус, ама тоа таму звучи и за самиот бенд. Они ми кажаа следен ден или известно време покасно од како им ме пратив дека им звучело подобро и од студиските снимки. Иако немав нешто врвна опрема на располагање, мислам дека тоа звучи стварно врвно, Да, затоа што тој бенд е преспремен и многу добро знаат што прават и скоро да се перфектни во перформанси. Тоа стварно било добар концерт. Тоа би го спомнал, не знам. Имам многу концерти со многу артисти. Не знам. Баги се види со Каролина скоро. Тоа е речиси перфектен секој концерт. Мислам, секогаш имало добри искуства со Каролина. Мислам, тоа се врвни музичари и тоа е многу добар бенд. Не знам, со Виктор сум ги озвучувал сега во скоро време во Прилеп, мислам тоа е стварно супер. Со Зоче и со Гешо, и тоа звучеше феноменално, јас сум презадоволен од тој звук. Мислам, во последно време сум прилично задоволен, ама не заради тоа што јас нешто подобро работам, туку затоа што многу нешта што ги оставаш на мора да биде човек контрол фрик. За жал. Мора да биде. Значи, мора да најдеш начин да провериш како функционира цел концерт или се у студио и тоа да го направиш на некој начин да не бидеш многу наметлив и да остиш печаток дека луѓето не си ја бркаат добро својата работа, ама некојаш и не си ја бркаат добро својата работа и мора да најдеш начин да го провериш тоа, никој да не се осеќа лошо. Затоа што на крај ако некој не се спремил, може да ја расипе цела слика. И мислам дека е работа на секој да следи се, да си ја брка својата работа, ама у случај да види дека некаде нешто ако не кликне како што треба, да улета и да помогне. Затоа што не е доволно да си ја бркаш својата работа. Треба да си ја бркаш својата работа најдобро што знаеш и да помагаш на сите околу тебе за било што, за да им даеш насоки, затоа што и има случаи кога некој е изморен, неспремен или има случаи кога луѓе изненадувачки не знаат што прават. Да. И треба да се биде секаде постојано умни, присутен и да се следи се за да се посечи, значи седно дали е тоа некој гитарист его трип кој се рокнал на сцена и знае да упропасти цела слика и сега никој нема храброст да му соопшти дека значи супер е како свири и сето. Не. Значи луѓето знаат да се изгубат. Ако некој не им посочи дека ја сакам да им соопштам на луѓето како стојат стварите. Не сакам да ги лажам, да им ласкам дека најбољи си као супер. Тоа води у многу погрешна насока. И мислам дека треба да им се кажува реално како стојат стварите на сите. И многу често после концерт знам да бидам брутално искрен и директен. И да биде тоа лошо за некој кој не го спремен. Колку луѓе си видел да се променат од кога ќе им кажеш нешто брутално? Па сите се менуваат, само што некој нема да ти признае дека заради тебе се сменил, тоа што е окей. Реално е окей да може повише луѓе му кажале. Тоа не знам. Значи мене тоа што ми се свиѓа е дека јас се осеќам добро кога ќе кажам како стварно, ако некој те прашува за мислење, те прашува затоа што стварно очекува мислење од тебе. Ако ти му кажеш, мислам, ако ги тапшаш луѓето по рамо и им викаш дека се супер, тоа не води никаде реално. Мислам дека треба да им кажеш стварно твое искрено мислење, за тоа те прашуваат.
Лошо е што некои луѓе за комплимент прошуваат, само тоа е за комплимент. Тоа сакав да Тоа е кажам, нивни да. проблем. Со Дино сме имале супер концерти, не знам, на последен пат, не, Дино во последно време не го сретнувам да свири често. Мислам дека пред Влада на МК свиреше со Владко пред 2 години. Да, јас бев мониторинг таму. И тоа беше реално супер концерт. А пред тоа сме имали искуства со Джајковски на Екзит, на многу, На страшни места. да. Ама на тоа не се сеќавам, тоа било некој друг живот. Неколку животи пред овој. Парно Многу моменти одамна. ќе ги памтам док сум живот од... Тоа е комплетна друга тема, не знам. Покривме се? Има некој прашање? Дали покривме или откривме се? Откривме нешто? Да. Начнавме. Начнавме нешто, да. Ивица, фала ти премногу за оваа прилика што не го отстапи студиова и што подели совети, искуство и знаење. Ова е една од ретки прилики кај што ќе се соберат бумјари и овака да се седиме, да се збориме конструктивно за некои работи. Фала ти. Фала на Ѓуле, на Маја и на Рајхал Фала и дечки. и фала И на- мене што ми текна пивото дека ми укола Дино да го И на донесе. Бисера фала. И на И на Бисера, фала. извини Бисера, извинувам. И на дечки, сите фала ви тука на што сите што дојдоа. дојдовте и Фала. што го поддржувате. Маши Drum респект. Talks.